Океј, се враќаме на часот по математика, но овој пат за 7 оделение, повторно со истата наставничка. Може да почнеме? Така. Денес со седмооделенците ја почнуваме веќе новата тема. Минатиот час завршивме претходната тема алгебра, повторувавме и од денес почнуваме со геометријата. Првата лекција од геометрија ни е агли на трансверзалата на две паралелни прави. Дали помните кои ни се паралелни прави? Како изгледаа паралелните прави? Правите кои се паралелни едни на други, кои никогаш не се допираат. Одлично. Како ни изгледаат паралелните прави? Така. Колку и да ги продолжуваме, Тие никогаш нема да се допрат и секогаш се на исто растојание. Да. Која точка и да ја одбереме од едната права, да го најдеме растојанието до другата, истото ќе биде и од било која понатаму точка што ќе одбереме. А се сеќавате кои прави ги нарекувавме нормални прави? Не. Две прави кои што се на еднакво растојание и никогаш не се сретнуваат доколку ги продолжуваме, ни се паралелни. Така. А ако се зададени најпрво вака, дали се овие паралелни? Не се, бидејќи има никоја точка која Бидејќи што ќе кога се би ги врзат. така, кога би ги продолжиле, би се пресекле правите. Да. Кога се сечат правите под прав агол, тогаш велиме дека правите се нормални една на друга. Значи, овдека само би имале обичен пресек, но Не би била под прав агол. така, кога се вака, тука имаме прав 90. агол, односно 90 степени. Ова се нормални. Ова се две нормални прави. Се ако се подсетивме веќе кои ни беа паралелни, кои се нормални прави, дојдовме и до новиот поим за седмооделенците трансверзала. На што ве асоцира зборот трансверзала? Трансферирање нешто, како префрлување. Да се префрла од едно на друго. Добро. Значи, трансверзалата што ни представува сушност? Права која што сече две паралелни прави. Аха, добро. Кога ги имаме овие две паралелни прави, ако ги пресечеме со трета права, оваа права се нарекува трансверзала. Значи, правата која ги сече двете паралелни прави. Само да потенцираме и дека не мора секогаш да се две, трансверзалата може да сече и повеќе паралелни прави, но денес ние ќе работиме само пресек на трансверзалата со две паралелни прави. Добро, одлично. И сега за да им покажеме на учениците како ни изгледаат аглите при трансверзалата, ќе пуштиме еден линк. Само да ја смениме таблата најпрво. Добро, да пуштиме сега линк? Да. Добро. Би требало овде да се наоѓа математика? Да. Не, тоа е презентација, другото беше. Малку непослушен е мониторот понекогаш. Ето. Океј. Добро. Дали е тоа? Тоа е тоа. Значи, што може да забележиме овдека? Имаме две паралелни прави и еве ја трансверзалата. Што може да забележите за аглите? Колку степени е овој агол овдека? 110. 110. Од оваа страна колку е аголот? 110 исто. Така, овој овдека е? 70. Овој овде? 70. 70. Дали се сеќавате како се нарекува овие агли вака? Кога се пресечени, се викаа накрсни агли. Она што го знаеме за накрсните агли е дека се еднакви. Овдека всушност имаме со пресекот добиени два накрсни агли кои што се еднакви. Ајде да погледнеме што ќе се случи ако ја смениме трансверзалата наместо да е вака поставена. И сега дали ќе успееме? Што треба да се случи? Точката А треба да ја поместиме. Ајде да се обидеме. Под агол, например, од 90. Да, ама треба да се Треба баш да Чекате се... само вака да може ли да го пробаме нешто? зголемиме за да може да не точката А. Вака да не оди, не. Еве го. Добро, може да го нацртаме, например, на оваа табла. Така, Да, новата... ми требаше само движењето да се види. Аха, движењето. Дали може би сега сака? Да. Аха, ето добро, го. одлично. Значи, погледнете што се случува. Ја поместив, ја искосив трансверзалата, а што забележавте за аглите? 95, 95, 85, 85. Логички, бидејќи наклонот на правата го променивме, се промени големината на аглите. Но големината се промени, но паровите на еднакви агли останаа. 95, 95. Така. И овој овде е еднаков со овој овде. Потоа што забележуваме?
дека овие две беа паралелни. Тоа што ни важеше за аглите пресечени со трансверзалата горе, ни важи истото и за долу. 95, 95. 85, 85, 85, 85, 95, 95. Така. Ајде, ќе свртиме на оваа страна сега. Така? Значи беше наклонот налево, сега е скорост на десната страна, но забележуваме Повторно дека имаме иако пари, големината на аглите што ги добивме при пресекот се промени, правилото ни остана за Да. парови на еднакви агли. Значи овој агол овде и овој агол овдека секогаш ќе бидат исти и овој овде и овој овде. Друга работа која што може да ја приметите, овдека овие два агли, аголот QEA и аголот PEA, колку степени ни образуваат кога ќе ги собереме? 132 и 48, 180. Бидејќи образуваат Е заеднички една права, правата всушност не е аголот 180 степени. Ајде да погледнеме што ќе се случи доколку правата ја поставиме да е нормална, трансверзалата, да е нормална на паралелните прави. Да е на 90 степени. Така, Ќе имаме 4 исти агли. уште малку, не треба само да Ето е го. вака. Што забележуваме, значи, кога трансверзалата е нормална на паралелните прави, бидејќи нормални, рековме дека аголот ќе биде 90 Прав. степени, па во пари и другиот 90, а заедно дека збирот е 90, испаѓа дека и другата страна е 90, односно сите агли ќе бидат по 90 степени. Ајде сега ќе се обидеме да решиме неколку задачи, знаејќи ги овие правила. Ајде. И вед нека имаме дадено вака цртеж. Че нека ни се дадени само уште не знам. Шување. Добра. Че имаме две паралелни. Две паралелни прави, М и Н, и нека ни е дадена оваа трансверзала и знаеме дека овдека имаме агол од 60 степени. Овдека е аголот алфа, бета, гама, овдека алфа 1, бета 1, гама 1 и делта 1. Да ги откриеме колку ќе ни бидат сите овие агли. Значи, се сеќавате што кажавме? Па, знаеме дека една права се 180 степени. Така, значи веднаш можеме да откриеме колку е алфа. Алфа ќе го најдеме како? 180 одземаме 60. Одлично. Значи, алфа ќе биде еднаков на 180 степени минус овие 60 степени и за алфа ќе добиеме дека е 120 степени. степени. Понатаму, бета, Бета е еднаква со 60. одлично. бидејќи тоа се Така, еднакви запомнивте, пресеци. значи, дека еден спроти друг аглите се еднакви. И алфа и гама се исти. Бета. Еднакви. Е еднаков на 60 степени, а бидејќи гама се наоѓа спроти алфа, тие два беа еднакви, што значи веднаш откако го најдовме алфа, веднаш знаеме дека и гама, бидејќи еднаков со алфа, ќе биде еднаков на 120 степени. 20 степени. Сега се враќаме на долната паралелна права. Како ќе ги најдеме тука аглите? Па, Помните бидејќи што се кажавме? секогаш истите се и горе и Так, доле, значи так. алфа 1 Алфа е 1 е пара со 120, алфа. 60, 60, Така. 120. Значи можеме, за да скратиме напишувањето, да запишеме овде алфа 1 Еднакво е на алфа. еднаков со алфа, потоа бета 1 беше еднаков со Бета. бета. Значи овде можеме да додадеме дека бета 1 е еднаков на бета, Гама гама 1 е еднаков со гама и делта и делта со 60. 1 е пар со 60. Одиме на нова задача. Одиме. Ова е изгледа лесно. Па, clear page. Ајде одиме со Ајде. нов цртеж. Сега нека ни се поставени паралелните, само да го пуштиме пенкалцата. Одиме вака, може вака. Сега паралелните прави нека се поставени вака. Аха. Не е паралелно ич. Така. Еве, Пушти го пак сега пенкалцето. така. Добро. Там нека имаше алатка за... Например, да
Да почнеме, може да пробам јас? А мислам дека имаш алатка за линии. Аха, супер. Одлично. Така, супер. Тогаш може да избришеме и ова да ги нацртаме да бидат навистина. Да, паралелни прави, уствари. На шейпин белај. Така. Вака. И нека ни биде трансверзалата поставена вака. Добро, сега може да пуштиме пенкавицата за решување. Нека ни е дадено дека овде аголот е 150 степени. Добро. Да го откриеме аголот алфа, кој што е тука, Добро. аголот бета овде и аголот гама од оваа страна. Добро, значи, во тој случај одиме, правата е 180. Така, Опа, добро, 80. Минус 150. така, само за кого пресметуваш? Пресметувам За алфа, значи напред нека ни стои еднаква. дека алфа е еднаква. Добро. А тоа би било еднакво на 30. Одлично. Што значи, одма знаеме дека овој агол спротивниот Добро, на... значи вака, ќе ги бараме само тие што ни се означени на цртежот, не ги Добро, бараме сега сите важи. како во Значи, претходната задача. алфа е 30, Така, да. сега ни треба Сега одиме бета. бета. Бета би била, бидејќи знаеме дека 30 е аголот на алфа, во тој случај алфа 1 би бил исто 30. Ај вака да се послужиме. Ајде. Овде знаевме дека е 150, така? Така. Тоа значи дека и Алфа е гама, 100, гама е ова, значи гама ќе биде 150. Така. Тоа би било нормално, пологично и полесно. Добро. Значи одиме Гама гама е 150. е 150. А бидејќи гама и бета се пар, значи Така. и бета ќе Бета ќе биде биде- еднаков на 150. Така. Значи, кај аглива на трансверзалава имаме две опции. Или е еднаков на дадениот агол, или Така. со дадениот агол прават заедно 180 степени. Да. Толку имаат да запомнат учениците од Не оваа, многу. од оваа лекција. Ова наставнички е навистина многу лесна. Да не ги лекција. збуни само, значи паралелните прави сега се поставени вака, Така. меѓутоа само треба да го следат правилото дека кога ќе ги пресечеме со трансверзалата, секој со спротивниот агол е во пар и е еднаков. Ајде сега ќе поставиме поинаку, може да избришеме таблата. Визе. Добро. Сега ни треба права. Да, повторно ќе нацртаме сега. Добро. Ќе ги поставиме правите кои што се паралелни вака, вертикално нека бидат. А, А само да го избришеме. Ева како почеток. Ова изда не се брише така. Клир. Ќе направиме клир печ, извинете, од почеток. Ајде уште оваа задачка таман. Добро, и сега ќе ја поставиме трансверзалата вака. Ајде уште еднаш. Добро. И нека ни е овој агол овдека. Пенкалцата пушти ни го. Почнавме да цртаме бројки. Со Да. прави да ги составуваме. 130 30 степени. Колку ќе биде овој агол овде? Сакаш Цвајнштајн? Па да, интересно ми. А тој Овој агол овдека ќе биде тој ќе биде со 50. 50, бидејќи овде имаме 130 заедно прават 180, тој агол тука ќе ни биде 50 степени, а ако го баравме аголот од оваа страна бета, Тој ќе беше 130. 130. 130 бидејќи е во пар со Да, се овој пресликува. и овде аголот гама, Повторно е 50, е како и 50. алфа. Добро. само ќе им нацртаме уште еден цртеж за дома на учениците Ајде. и завршуваме. Работа? Што ни треба? Линиите повторно можеме, еве има простор тука ќе цртаме. Да. Одлично сам. Сега значи нека ни се дадени вака паралелните прави. Добро. Нацртате ги дома? Да. И две трансверзали ќе има. Одлично. Ова нацрт. Овдека Аха, одиме со ова. аголот нека биде само Таму. Тоа.
тука аголот е 50. 50 степени, да ги најдат сите агли овде и овде, ако е аголот 80 степени, нека го најдат овој агол С овдека. Значи, овде да го најдат А, Б, тука С и овде Д ќе им биде доволно за домашна работа. Одлично. Еве, ова препишете си го, нека постои 10 секунди, 20 за да можете да го запишете. Ние ви се Доволно им беше на заблагодаруваме седмодневници. за вашиот час. Ви благодарам за помошта. Ние можеме сега да проследиме еден джингл, па се гледаме повторно за нашиот нареден час.